да го предлагаме. Вере, Господи, Но Отецу Ти Сина Ти Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Богу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Единородни, Ися от всякия Богородици, и приснодеви Марии, непреложно во человечився, един си всякия Троиці, поклоняем и Отцу и Святому Духу, спаси нас. Пак и пак помир, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Спаси ся душа наши. Владико, Господи, Боже наш, что и наяве се чини войска ангела ангел. Послужение Твое слави со Христу наши, todo святых ангелов и Иисус Христос, Божа Христос, Божа за благо, всяко благодать Твое, всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Благословен Бог Твой, святи и постоянно, сега и всякогаш и во вечни векови. Амин. Поклонимся и припадем ко Христу, Спасителю, Сыне Божий, во святых именем Твою приятный. Аллилуйя. Яко блени свободитель и личный защититель, немождующий гад, царем поборничем, победоносе, великомучениче, Георгие. И помилуй нас, Господи, на здравие, на спасение, Господи, нас, неизменяемый, совершенное, преславно, совершенное, греховное, должно поклониться устоє, и сами владыку примерности нас грешных, Пресвета Пресна, и последний супер да благо спростил всякое совершение волнения, последний наш души и тела, и дай его преподносить и службе секретно предношен живот, помолитесь нас и да помолитесь, и святи во память Владимир, да се помолим на Господа. Праведникот ќе се развесели во Господа и ќе се надева во Него. Почуј го Божји глас од Твој, кога Ти се мова. Од делот на светите апостоли и читања. Да внимаваме. Во тоа време царот Ирод, каде рака на некои од црквата да им направи зло. И со мажот го уби Јакова брат Јован. А кога виде дека тоа им се свиде, на лицето го фати и Петера, а тогаш беа дните на безспасениците. И кога го задржаа и го формира во затвор и го предаде на 4 четвороки војници, за да го пазат и да го мислат. Веднаш по Пасха да го изведе пред народот. И така Петар беше спасен во затвор, а црквата постојано му се молеше на Бога за него. А кога Ирод сакаше да го изведе ноќта против ден, Петар спиеше меѓу двајца војници, около со две велики, а стражарите пред портата пазеа на затвор. И ете, ангел Господу застана и светлината звезда во затвор. Ангелот го почукна Петера и го разбраја и го разбуди, па му рече: стани брзо. И великите му ги
му падна од рацете него. И тогаш ангелот му рече: опаши се и обуј си ги черките така и направи. Па му рече: облечи ги аришната свој и врви по мене. И излезе и тргна по него. Се знаеше дека тоа што го прави ангелот е вистина, туку си мислеше од нив. Привидение гледа. Откако ја измина првата и втората стража, дојде до железната порта што водеше кон градот, па таа им се отвори, тие избегува и преминаа преку една улица и во тој час ангелот го снема. Тогаш Петар, откако дојде на себе, си рече: сега разбрав на вистина, Господ го прави својот ангел да ме избави од рацете видови и родови и од се што очекуваше јудејскиот народ. Вирти на тебе што ни читаше. Православен народ наш, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Високо преосветениот митрополит наш Тадевско-Гостиварски господин Јосиф, со сиот свещенички, свещено-дјаконски и монашки чин, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Титорите, приложниците, дарителите, украсителите, пеачите, помагачите, на овој свет храм да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј ме, Боже, победи се милости Твој, пророчно прекошите беззаконие мое. Најплачениот беззаконие мое во грех мое во истина, јако беззаконие матна битва предносина. Тебе не услыши лукаво, которого судите, подожди се. Улични незавидеть. Се убедакони ташните си могреси продимати ма, се высвободили си безлесне тайне, а премросите реали месец. Окропиш мисто помочешуше беше вашето улюся. Луку моему да си радост и веселие возрадуйте, гости смирения. Позвати лицето гедно се беззакони мошести. Серце чисто служи облегожи с правови, что добро мое. Не отвержи ме на лице твего, духата твего, святего. Не отине мене удачи на спасение твего, помощности на спасение на душу. Светлина од светлина, Бог вистински, роден, нестворен, усушен од Отца, преку Бог се станал, кој заради нас служи нашето спасение, слез од небесата и се вплоти во Светиот Дух и Марија Дева, и стана човек и беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат, и страдаше и беше погребан и воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небесата и седи одесно на Отца и пак ќе дојде во слава да им суди на живите и на мртвите, неговото царство не ќе има крај. И Светиот Дух, Господ, кој животвори, кој исходи од Отецот, кого на Отецот се поклонуваме и го славиме, со Отца, Сина, кој говорил преку пророците во една света соборна апостолска црква, исповедаме едно крштение за прошка на гревовите, го чекаме воскресението на мртвите и живот видиот век. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Почитувани верници, денес наоѓајќи се на овој прекрасен предел од нашата убава Женен планина на селото Туденце во манастирот посветен на свети великомачени Георги Победоносец, ја чествуваме храмовната слава, дај Боже утре во целиот свој раскош и благина да блесне и онака како што го нарекуваме манастир или да се чествува во полн сјај манастирска слава и во полнотата на зборот. Се надевам дека Бог ќе не најде како достојна генерација и за сето тоа. Да се оствари во времето кога и ние живееме на векот, за и ние да се радуваме на таа идеја. Овдека, на ова место, Бог дарувал на вистина целосно и потполно. Во права смисла на зборот да кажеме ништо да не се помери
i ništa da ne se dodade, sve je prekrasna Božja ljubavina. Međutim, treba da imаме i čustva istinski, za da znаме ta ljubavina, da se je cenime, da se je negujeme i da je napredujeme во развојна смисла на зборот, пред се во развојна смисла на зборот на верата, потоа во развојна смисла на зборот на традицијата, културата и така натаму и милосрдието. Многу важен сегмент од животот на луѓето е милосрдието. Така што денеска токму чествуваме светиот великомашник Георги Победоносец како личност кој што следејќи го Христа всушност се трудеше во себе да ја умножи таа убавина духовна со тоа што ќе се закити со риза маченичка и круна, односно венец на вечната слава Господова. Оттаму и ние како они кои го почитуваат и се молат на Бог, нему преку неговите свети молитви Бог да ги услиша и нашите просби до него и ние да пораснеме малку колку што е можно повеќе во верата, надежта и љубовта, за да Христос не препознае како свој, а ние со полно право на зборот да се нарекуваме негови. Затоа што ако се нарекуваме негови, треба да биде тоа целосно. Како што се потопуваме при крштевањето целосно, така треба и со своето срце целосно да бидеме предадени на Христа Господа нашата вера, да се ја чуваме и негуваме како штит пред се за овој век, бидејќи тој штит ќе не сочува од многу непријателски стрели на лукавиот насочени кон нас. Празник е, радосен ден е, меѓутоа слушаме секојдневно што се случува. Ако не се isprofilираме во православната вера онака како што би требало да биде. Да имаме срце Христово во нас, богоносни да бидеме. И ум, логика и размислување евангелска. Ете, затоа ни е потребно да го следиме примерот на светиот великомашник Георги Победоносец, кој што како млад христијанин бил пред се и богат, бил роден во Кападокија, неговите родители биле видни и богати луѓе во општеството, меѓутоа, откако татко му загинал за Христа, маченички, мајка му се преселила во Палестина да живеат и таму се вери дека достигнал висок чин во воената служба, трибун. Меѓутоа, во оние моменти кога царот Диоклецијан посакал сите негови поданици и сите кои што се во државна служба да се идентификуваат како многобожци, откажувајќи се од верата во Христа, тој настрана ставил, значи се она што значи богатство, слава, физичка убавина, бил 20 на години, не бил, да речем, ниту возрастен, ниту стар. Ќе кажам, во цветот на младоста, во полетот на животот, се било пред него. Но тој единствено гледал и го возлюбил, го превернал Христа, за кого што 303 година загинува маченички. Ние барем малку можеме во животот да направиме од она што е подвиг за верата според нашите услови и да просиме Бог да ни дарува благодат и да тој пат да издржуваме. Денеска дојдовме тука да се помолиме на Бога, а да се молиме за она што не тишти, Бог да ни помогне да го отклони, да ни дарува пред се здравје, да ни дарува цврста вера, љубов и надеж, да ни дарува чеда,
zdravi i pravi. Da ni darува нашите млади да се мажат и да се женат, оти навистина некако се чувствува дека не јаде белата чума. Многу не гриза. Потоа, да ни дарува нашиот млад човек да ја сака Македонија, да сака тука да живее, да обстане, да не се откажува брзо од она што значи создавање и креирање на иднина на местото каде што си роден и каде што живееш, каде што те будат спомени од детството, каде што ти е сето она што ти значело во животот, да не набројуваме. Не велам дека не е познато за овие краишта печалбарството, меѓутоа луѓето оделе и се враќале. Тоа е многу битно, овдека создавале. Целиот овој полошен регион има сведоштва од прекрасни цркви на луѓе кои што оделе во странство, пешареле и се враќале тука создавале. Имињата на своите дечиња ги запазиле, традицијата, верата и сето тоа си ги оставиле како што го знаеле нивните предци и онака како што ги слушале во поуката нивните свештеници и оние кои што биле, да речеме, нивни предводници, пастери во верата. Ете, толку почитувани верници, за тоа се собравме од Бога да измолиме добрини за нас. Добрини од Бога за да ни оди животот кон подобро. И дај Боже, пред се имајќи убаво срце и добар ум, тоа и да ни се исполнува во животот. Пред се и над се многу ни е потребна слогата. Слогата ни е во овие мигови и меѓусебното помагање како лед насушен потребен. Ако немаме слога и добронамерност едни кон други, прашање како можеме да се наречеме. Не можеш да отвориш очи наутро и да се помолиш, ако не можеш да кажеш прости ги долговите наши, како и ние што ги проштаваме нашите должници. Значи, сето паѓа во вода, сето губи смисла, ако не можеме со чиста душа тоа да го кажеме. Вели во Светото Евангелие, кога си тргнал да принесеш дар на Бога, ако се сетиш дека некој има нешто против тебе, оди помири се со него, а потоа принеси го дарот на Бога. Затоа што Бог вели, пред се било сакам, а не жртва. Те причествува Божјото чедо името, Мелани, со телото и крвта нашиот Спасител Господ Исус Христос, за вечен живот. Амин. Син љубаво? Браво, браво. Лотне го тоа. Се причествува Божјото чедо името, Софија, со телото и крвта нашиот Спасител Господ Исус Христос, за вечен живот. Амин. Лотне го тоа. На здраве и спасение нека ти е. Те причествува Божјото чедо Бојан, Боријан, Свети Крст нашиот Спасител Христос за вечен живот. Амин. Се причествува Божјото чедо името Марија, Свети Крст нашиот Спасител Христос за вечен живот. Амин. Лотни го тоа. Се причествува Божјото чедо Ирена, Свети Крст нашиот Спасител Христос за вечен живот. Амин. Rudo jagne, blej
саногиво своето стадо. Од пишано не се бега, не жали Ѓургеле. Јасно сонце грејало, камбани стари бијат. За разделба дојде време, не плачи Ѓурге бре. Ѓурѓовден ден си огрејан, јагнето заирлија. Не плачи само збогу ти прозбори, чекат печалбари. Ѓурѓовден ден си огрејан, јагнето заирлија. Не плачи само збогу ти прозбори, чекат печалбари. Христос воскресе, на многу години Свети Ѓорѓи, нека ни е на помош на сите. Инаку веќе неколку години поред Свети Ѓорѓи се прославува на вистина торжествено, со света литургија и со присуство на многу народ и со давање на кумство. Минатата година по Божја милост, нели, љубов на Свети Ѓорѓи, јас имав таа чест да ми се падне паричката, исто така и на кумите на Ангела и на Елена. И Свети Ѓорѓи како еден голем светец, многу почитуван меѓу народот, секогаш е со нас и секогаш се чувствува неговата љубов и овој манастир е доказ за неговото молитвено присуство на овие простори, со векови. И со Божја милост се надевам дека тоа ќе биде и во иднина. Па со оглед на тоа дека овој манастир е од поновите направен овдека и на овој ден луѓево од самото село и од околината доаѓаат тука, си палат свечи и на достоинствен начин си го прославуваат Ѓурѓовден, Свети Ѓорѓија. Така да тоа е убав момент и би требало и да биде малце помасовано. Мислам дека е подобро така да биде. Повеќе години доаѓаат многу луѓе од страна, од Скопје, од Тетово и нормално туданчани. Тука се избираат кумови, има богослужба и тоа се слави со јадење, со пиење. Nemoštvujući Hrastare, poborniče, pobedonoše, velikom učeni našim, da se pomolime na Gospoda. Gospodi koji se si napravil sa svojom zborci, najdel na zime da rađa mnogo različni polovi, za nastali hrana naša koji ti te možeš i dane ako ga mi ovako, ova se prinese od tvojite rabi, zato dobar Bože na onije što ovog ukrasili za šuva spomen, podaj se što prodao spaseni za nas svojite večne blaga, pomolite na prečistata vladica naša Bogorodica Božja Marija, na sveti od veliko mačnih Georgij, pobednostiš iz mojeg obraznome, na svijet tvoj sveti, za što ti si bilo što što sve to možete poznaš, tebe slava ti vozni svome sobe s početnim. Go slava i čest na sveti od veliko mačnih,
Georgi, povinosioc te prije svome, Gospodi Bože naš, ova beskadna žrtva, i ti se molime, primija se milostivo svojat na nebesen i duhoven žrtveni kamen. Čelnica ti vinuto svetivac, jednicu skjasne koši večni vjekovi. Amen. Ajde se ga, kumovite, dođete. I venčaše tja, molite jako Boga, pomilovati sja duša našim. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučeniko radovanije, i že propoved Trojica jedinosušnaja. Isaije kuj, djeva ime vošrebe, i rodi sina Emanuila, Boga željelo vijeka, vosokinja jemu, Njegože veličajušte djevo, ublažajem. Hvala divije samo. Hristos, Bog naše, pomoći nas, jedna. Amin. Ušte se, molim, za milost životni i zdravi, spasenje, baknete bolešćeto. Nakumovite. Ajde i minjata za zdrave, di kažete. Samo moment. Aha. Eto, tako. Marijana, Pero, Milan, Anja, Filip, Antoni, Aleksandra, jeromonah Jefrosini i monahinje Elisaveta. Ušte se, molime, za milost životni i zdravi, spasenja časta Božja, Angela, Kire, Maja, Metodi, Mija, Persa, Denis, Jordan so semejstvoto, Stefanija, Veronika, Aleksandar, Jovana, Krsto, Lenče, Irena, Marija, Dimitar, Ana Marija, Antonio, Stefanija, Todorka so semejstvoto, Des Aleksandar so semejstvoto, Stefan, site prisutni na molitva pravoslavnih hristijani i rabite Božji, Sunca, Kadivka, Katica, Cveta, Dimitar, Nikola, Elizabeta, David, Nedeljko, Branislav, site su semejstvota Jordan, Krstana, Rade, Evangelija, Ivana, Sofija, Milena, Vera, Biljana, Adriana i Božite čeda Radoslav, Marica, Žive, Elena i site rodnini prijatelji, site tuka prisutni, svekako deka so osobena radost i zadovoljstvo vi čestitam kumstvotu, nastavite kumovi, nonije koji što će biti novi kumovi, isto tako koji će raditi tradiciju da go čestitam kumstvotu. Bi sakal samo isto tako da go pozdravam, molitveното prisustvo na našoj oceni gradonačelnik gospodin Dimitar Kostadinovski i gospodjata predsjednička Gordana Kočovska, bideći sušnost se vo životu služenje na Boga na svoj način. Nije kako sveštenici, prinesome darovi na Boga i se molime na Boga za silot narod makedonski, dodeka i pravoslaven, dodeka pak tije vo svojite funkciji, živeći blagočestivo, mu služat na Boga sa to što mu šitat i mu pomagat vo sveštenite momenti od života. Bi sakal da se zablagodaram isto taka na gospodina od Svetle Dimovski, od Detroit Ujedinjenih Amerikanskih državi, videći na vistina se pokaže so golemo srce i ljubov za ovoj manastiri, za rodni od kraj, videći je neposledno mi daruva jedna preubava freska izrabotena vo tehnika mozaik. Freska koja što pred se znači i spored tehnika za koja je izrabotena znači deka na vistina vječno će biti tuka prisutna bez potreba od veće korekcije i popravki i se razbira deka so golema volje i zadovoljstvo
Истата таа техника ќе биде употребена за да се доврши фрескоживописот во фонтаната, така што малку по малку си добива се повеќе и повеќе убавина на овој свет манастир, па и ние да бидеме убави како православни христијани, пред се убави во заемното почитување и заемната љубов. Ете така, нека ни биде честит и величетен празникот Ѓурѓовден за многу години. Амин. Ѓурѓовден ден си огреја, јагнето заирлија. Не плачи само збогу, ти прозбори, чека печалбари. Не плачи само збогу, ти прозбори, чека печалбари.